И денес не се собра ѓубрето во град Скопје. Отпадот се фрла околу контејнерите, бидејќи тие веќе 2 дена се преполни. Единицата за економски криминал влезе во просториите на градската администрација и во јавното предпријатие Комунална хигиена и обезбеди документација како доказ зошто отпадот не се чисти. Единицата за економски криминал при секторот за внатрешни работи Скопје во текот на вчерашниот ден влезе во просториите на град Скопје и јавното комунално предпријатие Комунална хигиена по наредба на Основното јавно обвинителство Скопје со цел прибавување на докази и одземање на соодветна документација под сомнение за сторени кривични дела поврзани со работењето на јавното комунално предпријатие Комунална хигиена и градоначалникот на град Скопје во врска со несобирањето на комуналниот отпад. Обезбедена е документација и се преземаат и дополнителни мерки и активности по насоки на ОЈО Скопје. Градоначалничката на град Скопје во заминување Данела Арсовска преку објава на Facebook му се обрати на премиерот. Проблемот со ѓубрето е апсолвирана тема. Здружено со твоите кадри, вие го креирате и континуирано правите хаос, кој, бидејќи сте способни да го решите за 72 часа. Да заклучиме, штом се средува за 72 часа, било лесно да се реши. Не знам што чекавте досега. Многу пати те повикав во интерес на граѓаните да соработуваш. Од друга страна, новоизбраниот градоначалник на Чаир, Изет Меджити, преку соопштение рече дека за хаосот со ѓубрето во Скопје одговорност треба да понесат Дуи, Данела и Левица.